24 анализа, добро вечер и добро дојдовте. Бранко Црвенковски го препушта тронот во партијата на Бихачка. За сега со наследнички амбиции, четворица од кои двајца подпредседатели, еден член на извршниот одбор и еден пасивизиран член на СДСМ, за кого што од партијата знаат да кажат и дека влегува во трката за наследник на Црвенковски како аутсайдер. Кампањата не е ни почната за нов наследник, но веќе има најави дека ќе биде валкана. Сите стаколнат дека врвен приоритет им е поединствен СДСМ посилен, кој што ќе биде вистинска алтернатива на власта на ВМРО ДПМН и Никола Груевски. Ќе успеат ли да го направат тоа? Или по 2 јуни партијата ќе излезе пораскарана и ќе зацврсти својата позиција во сопствените проблеми и во опозицијата? Си заминува ли на вистина Црвенковски од СДСМ и од Бихачка или ќе остане како лидер во сенка кој што и понатаму ќе ги влече конците? Кој од четворицата со лидерски амбиции има најмногу шанси да седне во првата фотелја? Ова се само дел од прашањата за кои што вечерва ќе бараме одговори. Јас сум Душица Мрѓа, а гости во 24 анализа се главниот одговорен уредник на Утринскиот весник и политички аналитичар Сонја Крамарска. Добро вечер и добро дојдовте. Добро вечер, благодарам на поканата. И универзитетскиот професор Ѓорги Спасов и поранешен генерален секретар на СДСМ. Добро вечер и добро дојдовте. Добро вечер. Јас нема да се кандидирам за председател и мојата кандидатура во ниеден облик не доаѓа во предвид. Ова е дел од обраќањето на Црвенковски на последниот извршен одбор и на последниот централен одбор. Верувате ли дека Црвенковски ќе се замина вистински? Па уште во вашето прашање гледам дека продолжува митологизацијата на лидерот на СДСМ Бранко Црвенковски. Во смисол на тоа дали навистина го мислел тоа што го кажал. Мислам дека навистина ќе си замине, иако јавно тоа тој не го соопшти. Меѓутоа, тоа што ни пренесено од централен одбор, што имавме прилика да го слушаме како новинари, значи он не најавил никаква кандидатура на следниот конгрес, која ќе се одржува избор на нов председател на партијата. Знаеме се како завршија локалните избори, како завршија во 2011 вонредните парламентарни избори, значи резултатот не беше во корист на опозицијата, така што е многу логично лидерот не да поднесе оставка, туку да замине. Иако беше пологично да поднесе оставка, нели? Така што немам причина да не верувам во тоа дека ќе замине. Знамо што се тие прашања мотивирани, дали не знам новиот лидер ќе продолжи да комуницира со него, нема ништо страшно ако продолжи да комуницира новиот лидер со претходниот лидер, тука може да се слушнат многу корисни совети, се зависи од новиот човек дали има своја визија или ќе чека некој друг да му наметне нешто друго. Сепак, прашањето виси до Конгресот на 2 јуни, дали ќе има реизбор, дали Црвенковски сега се кандидира за реизбор на функцијата со оглед на минатото. Многу пати најава повлекување председателската кандидатура. Велеше нема да се кандидира за председател. Зошто сега да му верувам? Мислам дека воопшто не виси тоа прашање. Многу очигледно дека Црвенковски сака да го напушти кормилото, дел од причините за тоа тој веќе навел во говорот пред неговите сопартици. Дел, како што реков претходно, се резултатите од изборите и јас сум речиси убедена дека тој ќе ја напушти функцијата председател на СДСМ, без оглед што во јавноста се слушаат секакви шпекулации од противничката ВМРО ДПМН и од страна на некои новинари, аналитичари. Мислам дека имаат погрешна проценка ако сметаат дека Црвенковски прави некаков блеф или нешто слично. Некако се гледа по неговите настапи, по се што се слуша од СДСМ, од Бихачка што излегува како информација, дека тој овој пат заминува. Професоре Спасов, на сретна кампања пред локалните избори на конвенцијата на Јани Макрадулев во универзалната сала, Црвенковски му порача лично на Груевски: не си одам, цитирам, не си одам Никола, додека не те поразам, тоа си го должам себе си, на државата и на моето семејство. Па добро. Потоа се случи поразот. Тоа ли е мотив? Независно тоа беше изборна кампања и во рамките на изборната кампања вие мора да го охрабрувате целокупното гласачко тело дека всушност
ќе победите на таквите избори. Меѓутоа, јас го познавам Црвенковски многу добро. Јас сум еден од оние што во 1991 година го предложи Црвенковски за претседател, затоа што сметав дека тогаш кога он имаше 29 години беше најсоодветен да биде претседател на партијата, за да не може партијата да биде обвинувана за се оно што случуваше во времето на социјализмот. Затоа што на другата страна имаше еден политички лидер кој што беше Љупчо Гергиевски, кој имаше 25 години. Сега врз основа на овие негови изјави што беа по конгресот, јас не му верувам. Длабоко му верувам на Црвенковски дека вистина на наредниот конгрес тој нема намера повторно да излезе со сопствена кандидатура за претседател. Од проста причина што мислам дека и тој би сакал со своето повлекување да обезбеди еден вид на менаџирање на кризата во самиот Социјалдемократски сојуз и едноставно зајакнување на опозицијата. Зошто е сето тоа и зошто сакам да верувам? Затоа што на крајот на криштата и луѓето кои што сега се кандидираат за или ја најавија сопствената кандидатура за претседател се негови блиски соработници, луѓе кои што самиот ги има избрано во процедурата што се вика на селектирање за потпретседатели, за координатори на парламентарната група, и од тоа мислам дека не би си дозволил да тоа биде еден вид на политичка манипулација. Ние мора да сватиме една работа, дека се променија времењата. Ако вие поднесете одредена оставка на политичката функција, тоа не значи дека вие комплетно заминувате од политичката сцена. Во демократските политички системи, вие можете да не бидете кандидат за претседател на одредена, да останете во позицијата претседател на држава и по извесен период, доколку политичката ситуација во Македонија се смени, вие повторно да се активирате во политичкиот живот на некој начин. Според тоа, мислам дека ова е еден од начините каде што он лично, практично, со сопственото повлекување може да овозможи ново консолидирање на целокупната опозиција. Не е крајот на неговата политичка кариера. Јас не мислам дека дефинитивно ние мора да научиме една работа во луѓето се на 50 на години се млади. Ние имаме една представа дека во политиката може да влегуваат само млади или премногу млади и така натаму. Напротив, ако го видите сега примерот со, например, новиот италијански претседател Наполитано и така натаму, ќе видите дека он има 82 години или 84 години, колку има и така натаму. Да не говориме за други политички кариери кои што постојат во животот и така натаму, и кои што е сосема нормално на некој начин да одредени искусни политички дејци по известен период во нивната политичка кариера повторно бидат побарени се вратат на политичката сцена. Меѓутоа, постојат периоди каде што вие со вашето искуство вистина треба да ја помогнете на опозицијата, на сопствената партија таа да се консолидира. Да ослободите од еден вид на страф кој што постои дека без вас партијата не може да постои, или без вас дека таа ќе се распаде, или без вас дека ќе започнат некакви внатрешни споделби дека таа нема да постои. И мислам дека ова е еден вистински момент да се започне со тој процес на демитологизација, како што го спомена Сонја. Демитологизација затоа што всушност секој од нас дава некој придонес во развојот на одредена политичка партија и постои време кога вие треба да кажете сепак сега е време да им се препушти кормилото на помлади, можеби на луѓе кои што меѓу себе исто така добро ќе се работуваат и кои што ќе можат вистина да подготват опозицијата за она пресудна битка со политичката опозиција во Македонија која што е потребна. Сепак изминативе денови видовме спонтани протести на Бихачка. Баш со тие пароли дека без Бранко нема СДСМ, без Бранко нема да постои партијата и ќе се случи потоп. Добро, он е повеќе од 20 години начело на СДСМ со мали периоди на мирување на таа функција и мене ми е тоа сосема логично да има структури во партијата кои што сакаат тој се уште да остане. Неспорно е дека Црвенковски е харизматичен лидер, талентиран политичар и особено таа постарата гарда, јас верувам дека се уште се идентификува со него тие постарите социјалдемократи и тука не гледам ништо чудно. Многу е битно како он ќе се постави кон овие чекори на овие луѓе. Како што видовме, тој не излезе, не им се обрати, туку им се обрати некој друг од раководството на СДСМ, што значи дека тоа беше не знам, некое салутирање или последен поздрав на нивниот лидер. Пак ќе повторам, значи Црвенковски заминува од кормилото, меѓутоа кога јас би била, сега хипотетички, за да отсликам што сакам да кажам, воопшто не би ми било проблем да му подигнам телефон и да се консултирам за некои прашања, чисто да слушнам што мисли, тоа не е толку страшно како што се прикажува овде во нашето општество.
Ако дозволите, јас исто мислам дека, знаете, ако сте биле лидер на политичка партија 20 години од 91 до сега така натаму, сепак сте биле каризматичен лидер. Вие сте создали околу себе еден круг на пријатели кои што реално жалат за вашето заминување. Дел од нив ја врзале собствената кариера со неговото политичко обстојување, едноставно можеби се загрижени што ќе биде со нив самите доколку тој замине од политичкото кормило на партијата. Оттаму јас не мислам дека е тоа нешто што самиот го посакува или самиот го стимулира. Меѓутоа, тоа треба се разбере. Во одредена ситуација постои, вие кај секој политички лидер станува еден видна икона на собствената политичка партија, икона во која што се крстат луѓето, во која што веруваат. Секоја политичка личност на некој начин во одредена фаза на собствената политичка кариера доживува еден степен на митологизација. Он представува лидер, он представува некој во кој што се верува, представува некој во кој што луѓето се крстат во одредена ситуација. Затоа тоа треба се разбере како политички феномен на политичката сцена во Македонија. Не мислам дека е тоа страшно. Напротив, тоа е нешто што би било нормално и очекувано, дури ако не се случило, тогаш би било на некој начин жално. Меѓутоа, мислам дека сепак тоа е само еден одек, што би се рекло, на она што се случува сега во Социјалдемократскиот сојуз и сметам дека многу брзо ќе престана тој тип на таков вид на протести, затоа што мислам дека неговата одлука е конечно, јасно соопштена во овој момент, што апсолутно доведува до тоа да партијата се концентрира пред се на процесите кои што треба да доведат демократски избор, нов лидер на Конгресот кој ќе се одржи на 2 јуни. Бев неуспешен председател затоа што не успеав да ја обединам партијата околу моите политики за бојкот и отпор на улица. Тоа е дел од поентите на Црвенковски на последниот централен одбор. Дали индиректно повторно он ја превзема одговорноста, меѓутоа дали индиректно ја префрла вината за оние што не сакаа бојкот, што бара избори? По-доброто има право да си каже, ако е тоа така, бидејќи ние само слушаме интерпретации, значи не го кажал тоа јавно, не сме слушнале тоа. Изјава нема до сега од него јавно. Слушаме само интерпретации од неговите партиски колеги, ако и така, тоа е еден вид политичко расчистување, значи кој што рече, кој зашто бил пред оваа катастрофа што им се случи на локалните избори, тоа не е префрлање вина на друг, тоа е сумирање на една политичка дискусија која што довела до одреден резултат на изборите и не знам зашто не би ја кажал. Мислам, во крајен случај они на Конгресот ќе разговараат за резултатот од изборите и за тоа кој зашто бил. Така што тоа се легитимни дискусии, разговори во една политичка партија, не е барање алиби. Едноставно е навраќање на некои политички пресвртници кои што се случува во тие периоди додека се носеше одлуката дали да се бойкотира или да се учествува на локалните избори. Мислам дека по одлуката на Социјалдемократскиот сојуз да учествува на изборите и по ова што се случи, Бранко Црвенковски со една таква изјава, доколку е точно пренесена, така ја презема целата одговорност на себе и остави еден простор да новите политички лидери не влезат во надамошната политичка битка со било каков товар од она што се случуваше, например, пред локалните избори. И мислам дека тоа е еден многу фер однос, независно тоа дали им се лути или не им се лути, дали сака да каже всушност дека можеби и тие погрешиле во селата. Меѓутоа остави еден простор кој што е многу чист, кој што е многу добар за оние кои што ќе бидат идни лидери на Социјалдемократскиот сојуз, во кој што каже добро, ова што се случи пред парламентарните избори, со отпорот, со бојкотот, можеби со локалните, со одлагањето на ова што се процедурите се именување нели на градоначалници и советници, дека тоа е на пример она што јас инсистирав на целата таа процедура и ако има вина во целата таа приказка, обвинувајте ме мене. Меѓутоа не и овие млади луѓе кои што сега ќе дојдат на чело на партијата, кои што ќе се обидат да ги добијат следните парламентарни избори. И мислам дека е тоа однесување на еден зрел лидер во целата таа ситуација, по моја оценка. Мислам дека е тоа добро, тоа е оставање на простор да партијата и оние кои што ќе бидат избрани на чело на партијата започнат една сосема одновена нова концепција за развој на партијата и учествување на следните парламентарни избори. Црвенковски си отида, човекот на кого што целокупната црна кампања на власта беше насочена конкретно на него лично. Што понатаму? Што со СДСМ? По автоматизам СДСМ ќе стои подобро на политичката сцена? Ќе биде победник на следните избори? Морам да кажам дека со заменувањето на Црвенковски РДПМ не е прилично разоружена. Значи, снемува муниција за политичка борба, а нема веќе кон кого да пука. Што ќе се случува со СДСМ и дали ќе воведе на локалните избори, зависи од тоа кога ќе се одржат локални избори. Ако парламентарни избори, да се извинувам.
Денеска попладне прочитав вест дека владеачката партија ВМРО-ДПМНЕ влегува во процес на дотерување на избирачките списоци, како што бараше ОДИХР. Тоа мене ми личи на подготвување за избори, и тоа не за претседателски, туку за воредни парламентарни избори. Ако тие се случат брзо, или ајде да речеме заедно со претседателските избори, кои што се до година од прилика февруари или март, мислам дека СДСМ нема да успее да победи на тие избори, и мислам дека има полно право да ги одби, бидејќи се воредни избори, за разлика од локалните кои што беа редовни, и кога целата меѓународна заедница го насочи својот притисок кон нив да не ги бойкотираат, сега мислам дека имаат полно право да одбијат воредни парламентарни избори, затоа што не се подготвени, и дури не мораат да дадат образложение зошто. Значи има закон и устав кога се спроведуваат, кога се одржуваат избори, треба веќе еднаш тоа да се почитува во државата, а не да се злоупотребува од позиција на моќ. Така што многу зависи од тоа кој ќе биде новиот лидер, како ќе биде прифатен прво внатре во партијата, затоа што новиот лидер треба да го помине тестот во самата партија. И самите пред малку рековте дека излегува луѓе да протестираат пред седиштето на СДСМ за заминувањето на Црвенковски, така што тие емоции не треба да ги абстрахираме, тие емоции ќе постојат, и мислам дека едно добри 6-7 месеци, најмалку 6-7 месеци, новиот лидер ќе биде споредуван со неговиот претходник. И знаејќи за каков политички менталитет станува збор, тие споредби ќе бидат на штета на новоизбраниот лидер. Значи, он прво ќе мора да се продаде во партијата, потоа ќе мора да се продаде во противничките табори, значи да го прифатат како рамноправен соговорник, да ги натера противниците, конкретно ВМРО-ДПМНЕ, да смислуваат нова стратегија за битка против СДСМ. Значи, тоа мора да го направи, и најпосле да се продаде на неопределените гласачи, односно јавноста, гласачите да сватат дека пред себе имаат една нова партија, една реформирана политичка сила, која што конечно ќе може да влезе во битка со ВМРО-ДПМНЕ, која што во моментов е супериорна на теренот. Две подпрашања. Велите дека власта најверојатно спрема подготвува вонредни парламентарни избори. Како да ги одбие СДСМ кога СДСМ ги бараше? Тоа според нив беше образложението зошто го подпишаа Мартовскиот договор. Сите тие луѓе истите од раководството бе. Да, разбирам што ве прашањето, меѓутоа новиот лидер може да се повика секогаш на тоа дека тоа си била стратегија на неговиот претходник и дека тој не мора да ја прифати, може да си готви своја тактика. Значи не мора да прифати, знаете, кога една фирма не банкротира, меѓутоа кога една фирма веќе не постои, новата фирма не прифаќа секогаш обврски што останале од претходната фирма, нели? Така што мислам дека тука нема никакви скриени политички стапици. Да видиме прво дали ВМРО-ДПМНЕ на вистина ќе оди на предвремени парламентарни избори, бидејќи тие уште тоа не го кажале, меѓутоа реков денес попладне веста што ја прочитав, токму ми личеше на такви подготовки. Колку е тоа стратегија на власт? Со еден удар. Уште новото раководство не е освестено, веднаш пораз. Тоа не е стратегија, тоа е злоупотреба на едно политичко мнозинство во парламентот, да се врти по желба на одредени партиски структури, на лични теснопартиски интереси, и уште едни предвремени избори би биле навистина злоупотреба од страна на ВМРО-ДПМНЕ. Професор Црвенковски се замина? Како се да Значи треба да задните една работа. Прво, со заминувањето на Црвенковски, ВМРО-ДПМНЕ губи еден од клучните аргументи за напад на Социјалдемократскиот сојуз. Целата кампања беше сведена всушност на тоа дека Црвенковски не е едината на Македонија, Црвенковски е виновен за сето што се случувало во време на транзицијата и така натаму. Тоа значи дека клучниот инструмент за напад во таа пропаганда на ВМРО-ДПМНЕ сега го нема.
Значи постои една сосема друга ситуација во која што всушност вие имате сега едно сосема раководство кое што не може да го обвинувате ниту за грешките во транзицијата, независно тоа што е било дел од претходното раководство, меѓутоа сепак тоа се млади луѓе кои што по сопствените години, по сопствената пракса, по сопственото искуство, такнато се многу блиско до она што сега е во ВМРО-ДПМНЕ и кое што барем учествувало повеќе години во оваа транзиција отколку сите оние кои што сега се наоѓаат во новото раководство на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Тоа е едната работа. А оттаму јас мислам дека всушност ВМРО жали во овој момент што ја нема таа можност повторно да ги повторува победите врз основа на старата пропагандна матрица која што досега користеше, а која што беше една систематска пропагандна сатанизација и оцрнување на Црвенковски и врзување на се што прави Социјалдемократскиот сојуз за ликот на Црвенковски. Они жалат затоа што го немаат тоа и во оваа ситуација се викаат дајте да направиме нешто што може да ни помогне, што е можно побрзо да го искористиме овој период кој што секогаш по заминувањето на лидерот настанува еден период на консолидација, додека се уште се нема консолидирано како што е потребна позицијата, можеби да излеземе со предвидени парламентарни избори. Меѓутоа, секогаш треба да се има предвид една работа која што е многу важна. А парламентарните избори и локалните избори не се исто. Изборното расположение за време на локалните избори кои се претежно мнозински, на кои што се бираат пред градоначалниците и парламентарните избори кои што се пропорционален модел, се сосема различни. Немојте да забравите дека Социјалдемократскиот сојуз на овие избори, дури со оние проблеми кои што ги имаше во коалицијата, освои 300.000 гласови само на пропорционалните листи на овако што е за сопствените советници. Втората работа, другите опозициони лидери кои што беа на други политички партии освои исто така околу 100.000 гласови и дополнително имаше околу 50.000 неважешки гласови. Оттаму политичкото расположение во Македонија не е многу битно променето од она расположение кое што беше во времето на 2011 година и со промената на политичкото лидерство, со излегување со една нова програма и со нова енергија, може политичката партија на власт да биде многу непријатно изненадена во целиот тој процес. Оттаму јас не сум сигурен дека ВМРО-ДПМНЕ кој што има се уште мандат, уште 2 години, такнато дека ќе брза со некакви предвремени парламентарни избори. Дали ќе ги планира за септември или па ќе ги планира можеби заеднички со претседателските избори следната година. Меѓутоа, ако новото раководство направи добра стратегија, ако внесе нова енергија во она што го во овој политички процес, јас мислам дека тој процес на политичка консолидација во Социјалдемократскиот сојуз може да биде забрзан и може да трае, да се покаже како многу добар. Така што со сите скепси дека по заминувањето на еден долгогодишен лидер и харизматичен лидер, дека настанува една празнина која што тешко се пополнува, која што тешко на некој начин обезбедува да имате пак ново такво харизматично лидерство, јас мислам дека Социјалдемократскиот сојуз треба да го прифати тој ризик, затоа што тоа еднаш мора да се случи. И затоа што Социјалдемократскиот сојуз само на тој начин практично може да се доведе во ситуација да му каже на ВМРО-ДПМНЕ извинете. Меѓутоа ние имаме и помладо раководство, и поспособно раководство, и раководство кое што е помалку вовлечено во сите видови на политички афери од времето на транзицијата, отколку овие што се сега во сегашното раководство на ВМРО-ДПМНЕ. Значи тоа е една состојба која што не мислам дека оди во прилог на ВМРО-ДПМНЕ во овој момент. Велите ВМРО-ДПМНЕ нема да брза со предвремени парламентарни избори. А СДСМ ќе ги барали? Тие беа дел од агендата? Па, ово што го кажа Сонја, се согласувам со неа. Значи, СДСМ имаше добри проценки и јас исто бев еден од оние кои што сметаа дека на СДСМ му одговараат локалните избори истовремено со парламентарните. Затоа што во Македонија националното незадоволство од власт е многу поголемо отколку локалното незадоволство од локалните политички лидери. Значи, сите истражувања, не само во Македонија, туку од Америка па до Русија и така натаму покажуваат дека довербата во локалните водства е многу поголема отколку довербата во националните водства. И кога имате национални и локални овако што се избори, тогаш националното незадоволство се прелева на локалното незадоволство и можете вие да добиете многу поголем број на и советници и на градоначалници. Од тому беше идејата дека би било добро да бидат одржани истовремено локалните и националните избори, односно парламентарните избори. Така што немојте да бидете сигурни дека тоа национално незадоволство нема да дојде до израз кога и да бидат, например, и предвремените парламентарни избори. Ако Социјалдемократскиот сојуз ги заврши овие процеси на сопствена консолидација до крајот на јуни месец, во било кое време да бидат предвремените парламентарни избори, може да се покаже многу ризично за сегашната влада на ВМРО-ДПМНЕ. Затоа што
постои тоа национално незадоволство, се види пред се во урбаните средини како што е општината центар, бидете сигурни, и тоа општина во која што имате најниска ниво на вработеност, кај што имате највисоко образовано население, кај што имате најмногу инвестирано од страна на власта, каде што најмногу се истакнува изберете дела, а не ветување обични така натаму, таму ги изгуби изборите. Таа приказка и така натаму, ако биде добро пропагандно обработена од страна на Социјалдемократскиот сојуз, може да биде многу опасна за ВМРО-ДПМН и јас мислам дека они три пати ќе размислат дали сепак им одговараат предвремени парламентарни избори. Затоа што сепак ќе се почувствува по сето ова една нова енергија во Социјалдемократскиот сојуз, барем јас сум убеден во тоа и дека таа нова енергија ќе мора да ја измести комплетната стратегија на ВМРО-ДПМН. Како сега да одговорат во ситуација, бидејќи сите нивни замисли, сите нивни идеи, целата нивна пропаганда беше заснована пред се на долговечноста на Бранко Црвенковски. Така што мислам дека тоа е предноста на СДСМ во овој момент. Ајде малку да ги анализираме кандидатите за председател. За сега се четворица, уште не се официјални. Не знаеме до крај колку ќе излезат. Зоран Заев, кој што е подпредседател и оди во пакет со Радмила Шекеринска како заменик председател со статутарни измени кои што ќе ја бира Конгрес. Зоран Јовановски, подпредседател, кој што во јавноста се наметна како економски експерт, можеби не доволно и како политички аналитичар, кој што има поддршката на другите двајца подпредседатели, Ана Павловска-Данева и Гордан Ѓоргиев. Игор Ивановски, координаторот на претедничката група, кој што има долгометражен стаж во СДСМ и важи еден од блиските соработници на Црвенковски, од така нареченото крило на Црвенковски, и Кире Наумов, во моментов еден од пасивизираните членови на СДСМ, за кој што од СДСМ знаат да кажат и дека е аутсайдер. Кој според вас ги има најмногу шансите да седне во фотелјата на Црвенковски? Па навистина не знам кој има најмногу шанси. Кандидатите треба да се, колку што слушнав, треба да се представат во базата, веројатно и ништо и ние новинарите ќе дознаеме, ќе начуеме после тоа представување како поминале, со какви програми настапиле. Мене не ми е чудно, не ми е логично тоа со статутарните промени како ќе оди, дали ќе се извршат пред изборот на лидер или после изборот на лидер, затоа што ако се извршат пред изборот на лидер, мислам на кандидатурата на Заев и Шекеринска, тогаш тоа може да биде некој индикатор дека Конгресот е расположен во нивна да гласа за нив. За мене се, морам да кажам, тројца кандидати, не се четворица. Не сметам дека Кире Наумов има некакви шанси. Тој е човек сепак од надвор, ако успее тој сега сите делегати да ги сврти или барем простото мнозинство, колку што мислам дека е потребно, тогаш секоја чест за него, меѓутоа мислам дека тоа нема да му успее, колку што знам че има некаква кандидациона комисија внатре во самата партија која што ќе ги проценува кандидатурите. Не знам, професорот знае подобро дали има право да отфрла кандидатура или само ќе даде зелено светло формално за сите кандидатури. Уште не е поминат рокот за кандидирање, не знаеме, може некој пети ќе се појави. Не знам, може би Бучковски, Стефче Акимовски. Сега шпекулирам, значи не можам да... Не можат според статут. Не може според статут исклучени. Да. Добро, можат и они во пакет со некого. Со некој што е член на СДСМ. Не може ни така. Во пакет, значи. Не може ни така. Или да побара статутарни измени. Не, тоа е наследниот конгрес. Добро, да важи значи само за Шекеринска и за Заев. Во ред. Така да, значи треба да се почека да се види што ќе понудат тие кандидати, како ќе ги прифати базата. Они ќе имаат своја кампања меѓу членството, меѓу делегатите. Лично сметам дека разликата што на прва значи може да се види е тоа што да речеме Зоран Јовановски може да представува некаков дисконтинуитет со сето она што досега се ставаше на товар на СДСМ. Значи може да речеме јас сум нов член, јас немам врска со ниедна лоби група внатре, јас немам врска со приватизација, јас немам врска со одлука за не знам за парламентарни избори воредни и така натаму. Шекеринска е еден вид успешна приказна во СДСМ, може да се каже дека
не знам, може незиното искуство, незините врски меѓународни да ги користи за да ја зацврсти меѓународната позиција на СДСМ. Заев, како што слушаме, го форсираат како работник на терен, иако мислам дека од сите тие тој може би е најфрагилен како лидер, бидејќи имаше случај со аболиција од страна на Црвенковски, имаше неколку несвечно склопени изјави. Мислам дека ВМРО ДПМН едва чека Заев да стане лидер па да почне да пука од сите оружја, ќе му смислат они нешто и повеќе од тоа што може. Игор Ивановски е интересна личност, сметам дека е доста талентиран политичар, меѓутоа не мислам дека би бил успешен како лидер, можеби како некој што ќе работи веднаш до лидерот. Меѓутоа, делегатите ќе се одлучат, а потоа ние новинарите ќе си правиме проценки, анализи дали е добро, какви резултати може да произлезат од тој избор и така натаму. Професора, вашата проценка? Јас да ви кажам, јас мислам дека во Социјалдемократскиот сојуз има проблем што недоволно ги почитуваат сопствените кадри. Напротив, ако направите анализа на сите овие кои што се појавија како потенцијални кандидати за политички лидер на СДСМ, јас мислам дека сите имаат извонредни квалитети. Игор Ивановски низ своето парламентарно искуство покаже дека е подобар парламентарец, говорник, подобар харизматичен лидер отколку сите оние кои се појавуваат на парламентарната група на ВМРО ДПМН. И не треба некој да го отфрлиш врз основа на неговото искуство и знаење кој што ги има стекнато во овој период, независно од тоа што му се припишува некаква блискост до Бранко Црвенковски, бидејќи на крајот на криштата вие секате во една Србија, на Ивица Дачич му се припишуваше блискост до не знам таму овако што речи го до Милошевиќ, меѓутоа Ивица Дачич стана извонреден лидер на Србија, сега и премиер на Србија, кој што говори дека ние не сме небески народ и решава сериозни проблеми во самата држава. Ако погледнете на пример Заев 3 пати победува на локални избори, покажува дека он е способен да води економијата во ситуација која е блокирана од страна на владата. Тоа значи дека СДСМ има во сопствените редови човек кој што е економист, кој што знае да биде близок до граѓаните, кој што знае да ги решава проблемите, кој што знае да говори на еден јазик кој што има разбилив на граѓаните, исто како што тоа го прави денеска Никола Груевски. Никакви оценувања на Зоран Заев не можат да му помогнат на ВМРО ДПМН кога 3 пати ги победува практично во една од општините која што се вика Струмица и така натаму, и со тоа сопствената тој победнички дух може да го внесе во Социјалдемократскиот сојуз извонредно и да биде извонреден и утре и премиер и да биде лидер на Социјалдемократскиот сојуз. Радмила Шеќеринска беше подпредседател на Социјалистичката интернационала. Нема политички лидер во било која земја, бев јас амбасадор во Лондон, кој што ќе го споменете, името на Радмила Шеќеринска да не зборува со одушевување за неа и за нејзините политички квалитети и социјалдемократска овака што е идеологија и ориентација. Да не зборуваме Зоран Јовановски. Зоран Јовановски со неговите пресконференции ги предвиде сите гафови на еден Зоран Ставровски. Ние не можеме да зборуваме дека Зоран Јовановски е послаб предвидувач на економските процеси или на финансиските случувања во Македонија од она што го прави сегашниот, на пример, министер за финансии, најблизок соработник на Груевски Енсо Ревановски. А да не зборуваме за Кире Овакоше Наумов. Независно од тоа што он моментално не е во претседателството и има хендикеп, ово што го кажува Сонја, со тоа што всушност не е член на најтесното раководство и така натаму. Меѓутоа, он покаже една димензија која што за Социјалдемократскиот сојуз е многу битна. Он рече дека слушај, медиумите ќе треба да се состојат на тој начин што нема се плашиме да им одиме на нивни терен и таму да ги изложуваме нашите ставови. Така што всушност ја ослободи таа мисла, покаже еден начин на кој што Социјалдемократскиот сојуз нема да биде хендикепиран од така наречената монополизација на медиумскиот простор и истовремено со неговите економски анализи и со неговите политички анализи покажа дека всушност е дел од таа една духовна атмосфера во Социјалдемократскиот сојуз која носи нешто ново во Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Од тоа мислам дека со самата појава на овие 4-5 луѓе Социјалдемократскиот сојуз покажува дека постои една екипа, постои едно друштво кое што независно тоа кој од нив ќе биде избран и така натаму, дека може да биде не само соодветен пандан на она што се случило со реформата во ВМРО ДПМН, тука напротив може да изнесе на виделина луѓе кои што имаат и свој кредибилитет, и младост, и енергија, и како се вика убавина што би се рекло, за да може да ги предводи овие политички процеси. Отоа јас ниту еден од нив не би го отпишал. Најсреќен би бил кога би можело всушност она што и очекувам дека се случи, дека тие луѓе се способни да водат пред се една демократска расправа за иднината на социјалдемократијата во Македонија.
и да излезат сите заедно како... Очекувате ферплей кампања? Дефинитивно очекувам ферплей, затоа што мислам дека тоа генерација која што заедно има растено. А јас од она што имам увид во нивните меѓусебни комуникации, знам дека тие меѓусебе се почитуваат. Ако ќе видите една екипа, сум бил во претседателството тамо и сме били на тие тренинзи на кои што сите тие млади луѓе учествувале меѓу себе, сите говорат извредно англиски, не можете всушност да мислам извредно комуницираат меѓу себе. Мислам дека тоа е една екипа која што настапува на новиот политички простор, во новиот социјалдемократски сојуз на Македонија, за мене би било штета било кој од нив всушност да се дискредитира меѓусебно со било какви алузии или нефер на некој начин постапка. Сонја спомна, постапката вистина предвидува во оваа фаза до 8, колку што ја знам, мај, прво евидентирање на можните кандидати од страна на местните организации, на општинските организации, од 8 до 10 извршниот одбор и кандидатионата комисија ќе пристапат кон утврдување кандидати, меѓутоа тогаш во тој простор и процесот на само кандидирање, кадровската комисија ќе утврди 3 до 4 кандидати кои што ќе одат на конгресот и ја мислам дека тука постапката апсолутно ќе биде фер. Затоа што колку што имам информации од комуникациите кои што они ги имаат директно со сегашното раководство, тоа се луѓе кои што се имаат договорено во интерес на партијата да направат една фер постапка за да може Социјалдемократски сојуз од таа постапка да излезе и подемократизиран, и поспособен, и поединствен. И мислам дека тоа мене лично ми дава надеж дека такво нешто ќе се случи. Имате фаворит? Важите за пасивизиран? Се врати ли Кирен Аумов? Не, јас немам фаворит, јас ви кажав искрено, мислам да јас ги чувствувам сите тие млади луѓе израснаа на некој начин во еден период, дека јас сум бил во Социјалдемократски сојуз, апсолутно мислам дека секој од нив има своји специфични предности. Нормално што секој од нас има некои специфични слаби точки. Меѓутоа, мислам дека било кој од овие 5 мина кои што се спомнуваат, да биде утре избран за претседател на партијата, мислам дека партијата ќе може успешно да ја води и ќе заслужи поддршката од сите оние кои што сакаат да ја помогнат на партијата во наредниот период. Затоа што многу е важно да тие го подигнат пред се обединувачкиот потенцијал на партијата. И мислам дека тоа може да се случи, затоа што тие не се обременети со нешта кои што се случувале во изминатите 10 до 15 години. Тоа е многу битна димензија. Никој нив не може да ги обвинува за некакви махинации, за некакви кадровски претомуваци и така натаму. Мислам дека тоа е сепак новиот лидер кој да биде? За кого? Мене не, ви видите. Секој човек треба да знае кога е доста во рамките на така наречената активна политика. Вие можете да бидете политички активен на различни начини. Јас, например, ги пишувам моите колумни во утрински вестник или настапам од време на време кога ќе ме поканат во медиумите и вие можете да го стварите сопственото политичко влијание на друг начин. Не мора да претендирате за политичка функција за да имате одредено политичко влијание. Јас во овој момент нити имам амбиции, нити сакам. Меѓутоа јас никогаш нема да кажам дека не сум социјалдемократ и дека не сега на целата таа социјалдемократска ориентација да ја помогнам максимум со знањето кое што јас го имам, со искуството кое што го имам или со можностите што ми биле дадени во рамките на мојата политичка кариера да стекнам дополнително знаење, искуство и комуникација да ги ставам на располагање на партијата. Меѓутоа немате потреба тоа да го правите. Знаете, постојат години во кои што вие сепак можете тоа на сосема друг начин да го правите. Меѓутоа, како што испомнав за кандидатите, мислам дека сите они се според мене еден извонреден тим и секој за нив е извонредна личност сама за себе, така што кога јас би имал реално дилеми со кого од нив да се определам и така тоа, затоа што мислам дека сите се речиси одеднакво добри. Очекувате ли ферплей? Или ќе има валкана кампања, лобирање по делегати, вербување, иако раководството актуелно вели дека тоа нема да биде дозволено? Да, Душица, лобирањето не е велика кампања. Значи, лобирањето штом се кандидати секој си така ја сврстува. Не, лобирање не значи велика кампања, значи секој има право да се лобира, се разбира, ако се кандидира, ќе гледа да се собере повеќе гласови на конгресот, врбување, не знам каков е врбување, значи одиш и го бараш гласот, значи ветуваш што ќе направиш за партијата. И тука не гледам ништо велкано, очекувам дека кампањата ќе се одвива во пристојни рамки. Тоа навистина телефонски јавувања, ветување место во централен. Добро, тоа е секаде така, не знам. Не знам зошто идеализираме дека некаде во било која држава, кога се врши некаков избор, кандидатите и нивните тимови стојат на страна и чекаат некој да дојде и да дигне, да притисне зелено копче. Значи тоа е дел од политичката игра.
кој што јас мислам дека СДСМ успешно ќе ја заврши затоа што он има непријатни искуства и со избор на лидер, меѓу другото, мислам дека беше 2004 година, професоре. Така што очекувам дека се ќе заврши во како што треба. Мислам дека после ќе биде потешко, како што реков претходно, да се продаде новиот лидер внатре во партијата, на јавноста, на политичкиот противник и така натаму. Знаете, јас веќе напишав некаде дека оваа пракса на можност да им се даде на кандидатите да се представат по сопствените програми пред општинските организации е многу добра, затоа што вие низ таквата пракса ги оспособувате ините лидери да се представуваат потоа пред избирачкото тело. И ќе видите кој од нив на некој начин успел најдобро да представи програмата за која што он се залага, а која што во основа се темели пред се на социјалдемократијата и не излегува од она што би се рекло од идеолошката матрица на социјалдемократијата. Се бараат само начините на кои што партијата ќе биде успешна во едната политичка битка, во едните парламентарни избори. И мислам дека тоа е еден добар тест. Меѓу другото, вистина, самите да изложат како они ќе ги решаваат клучните проблеми на сегашната ситуација во која што се наоѓа Македонија. Ние во сегашната ситуација сме соочени со она што јас го нарекувам изборна автократија. Во изборната автократија на опозицијата и е стеснат простор за делување низ институциите. Тоа значи дека нејзиното влијание во парламентот е речиси оневозможено. Вие знаете што се случува со опозицијата и така натаму. Тоа значи дека институционалните канали се на некој начин затворени. За да монополот пред се врз електронските медиуми или за повеќето од електронските медиуми, исто така ви е стецен просторот врз за влијание преку електронските медиуми. И она што се викаше улица и така натаму со помош на така наречените владени и невладени организации, исто така ви е стецен простор со помош на контрапротестите да влијаете дури и низ граѓански протести. Оттаму лидерството новото лидерство мора да го промисли начините низ кои што всушност ќе му се спротивстави пред се на еден таков систем. Политичката опозиција нема право постојано да се жали дека нас не победува режим, нас не победува не знам тамо диктатура или било што. Не, вие сте обрзани да најдете начини низ кои што ќе можете да го максимализирате поддршката и да ја добиете поддршката од избирачкото тело. Дури и во такви околности. Да си обезбедите посилна меѓународна поддршка, да си обезбедите пред се пристап до медиумите и оние кои што се нарекуваат владини и така натаму, да си обезбедите пред се афирмација на личности кои што вас ќе ја поддржат за поедини прашања кои што ви ги наметнувате како тема на денот. Така што мислам дека внатрешната партиска кампања, внатрешната изборна процедура овозможува да овие лидери на некој начин се извежбаат за клучната задача која што пред нив ќе предстои, тоа ќе бидат следните парламентарни избори. Заев и Шекеринска, како двојца, како би функционирало тоа во реалноста? Па не знам, тоа треба да објаснат. Заменик. Треба ти да објаснат во нивната програма што ќе ја понудат до делегатите. Веројатно имаат некоја своја замисла која што ќе ја образложат. Тоа е нешто ново на политичката сцена и навистина не можам да предвидам прво дали тоа ќе биде прифатено како добитна комбинација за СДСМ, а не пак после како би функционирало. Претпоставувам дека они сакаат да ги редуцираат тие партиски органи на врвот на партијата за полесно да се носат одлуки, малце да го прочистат воздухот, значи да нема лоби групи и така натаму. Значи тоа само претпоставувам, не знам. Ке видиме. Може би тоа ќе донесе нешто ново, меѓутоа да видиме прво што они ќе кажат, што замислиле. Јас не знам друга партија така да функционира на таков принцип. Значи сегде си има подпредседатели, си има, не знам, извршни одбори и така натаму. Ке видиме, навистина не знам што да кажам повеќе. Треба ли да раштите со така нареченото крило на Црвенковски? Од највисоките партиски органи. Значи, во Македонија некои работи на политичката сцена премногу се вулгаризираат. Во СДСМ имаше и премногу расчистувања со многу луѓе и мислам дека тоа се покажа како голема слабост за партијата. Никој не треба повеќе со никого да расчистува. Значи тоа како посматрач јас можам да го кажам, туку напротив треба да се работи и на враќање на оние луѓе кои што биле или отстранети од партијата или сами си заминале затоа што биле незадоволни од како функционира истата. Така што
има луѓе од кои што навистина можете нешто да научите. Тоа важи и за нас новинарите, значи никогаш не треба да се бега од разговор со никого. 1% од тоа што ви зборуваат, ако ви користи, треба значи да се слушне, да се примери, не треба никој да има од никого комплекс дека не знам, ако разговара па ќе му наметне свое мислење и така натаму. Тоа се работи кои што се одраз на едни предрасуди што владеат во Македонија, исто е како и кај нас новинарите, ако пиеш кафе со некој политичар, веднаш ќе се вратиш со променето мислење, што е, мислам, навистина глупост, тоа не функционира така. Така и со крилото на Црвенковски. За мене лидер, добар лидер е тој што верува во себе, во своите идеи што ги има и нема да му биде тешко да разговара со никого и нема да се плаши дека ако ќе разговара со некого, веднаш ќе мора да си го смени мислењето. Ако СДСМ добие таков лидер, значи нема да биде никаков проблем во партијата, зашто тој лидер комуницира со Црвенковски. Ако добие слаб лидер, се разбира дека тука веднаш се создава простор за други влијанија и не само за Црвенковски, туку и за некои други личности. Професора Шекеринска Заев, вела дека имаат најмногу добитни шанси. Па јас мислам дека според мене тоа е една симпатична варијанта. Прво мислам дека они тоа го измислиле, претпоставувам, поаѓајќи од тоа дека ако Заев се кандидира за претседател, дека не му е потребна дополнителна помош во меѓународна комуникација пред се, со која што има нормални предности Шеќеринска. И они ја измислиле таа варијанта дека доколку биде избран Заев, дека ќе го променат статутот, подпредседател ќе биде Шеќеринска, кој што ќе биде задолжен избран на Конгрес. На Конгрес, да, на Конгрес, ако биде избран на Конгрес, дека тежината е поголема. Ќе го променат статутот и дека наместо да има сегашни 3 подпредседатели, ќе има еден подпредседател кој што е избран на Конгрес и ќе има таа можност да во својство на лидер да може да комуницира претежно пред се со меѓународната заедница и да тера евроатлантската агенда на Република Македонија. Меѓутоа, нормално тоа е еден од можните варијанти, тоа е еден модел на некој начин за заедничко делување и заедничко добивање по голема поддршка на Конгресот. Како што гледате, на пример, Зоран Јовановски деновиве изјави дека тој не е случај, дека има поддршката од Гордан Георгиев или не само Дана Данева. И оно што го кажа Сонја, јас сосема се согласувам. Значи, не треба да се бега од тоа дека кандидатите за политички лидери дека ќе бараат собствени сојузници во сегашното претседателство, во сегашната парламентарна група, во сегашната меѓу членовите на делегатите. И јас она што се споменува и така напротив сметам дека списокот на делегатите треба да биде јавен. Тоа е највисокиот орган на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија не е илегална партија па да го крие имењето на баш голема чест да бидеш делегат на Конгресот и како што би било исто така. Кирилов го побара, му рекоа дека општинските го имаат. Би било сосема нормално. Не гледам јас никаква причина. Тоа се сепак органи на партијата. Вие нема никаква логика вие да бегате од такво нешто заради опасноста дека некој ќе извршил некакво лобирање или телефонски притисок. Тоа однапред би значило некакво сомневање дека вашите делегати за Конгресот на некој начин се подложени некој притисок или дека некој ќе може дополнително да купува гласови. Јас не сум уведен дека тоа така едноставно ќе оди, затоа што на крајот на криштата мислам сепак не е тоа преголем број на делегати за да не се знае кои се, што се, од кои општински организации, ако општинските организации некои од кандидатите му дадат поддршка, тие на некој начин имаат и обврска потоа да гласаат за кандидатите. Тие веќе имаат 2 години мандат. Знаете се Конгрес. Добро, за кандидатите за кои што ми дали поддршката. Од тоа мислам дека тоа не се клучните проблеми во овој момент. За мене она што е кажано сега тоа е дека сепак се уште во оваа фаза, уште пред фазата на евидентирањето, на некој начин низ процес на само кандидирање или објавување на својата желба за кандидатури и така натаму се издвои луѓе кои што рекоа јас сакам да ја водам партијата, јас сакам да бидам претседател, јас знам да бидам претседател, јас можам да бидам претседател. Значи, досега тоа го немавме во Социјалдемократскиот сојуз. Досега секој се плашеше, на пример, да изјави дури да покаже дури таков тип на желба, дури таков тип на амбиција. И мислам дека тоа е нешто ново, тоа е нешто многу добро. Затоа што верувам во тоа дека партијата може да ја водат само луѓе кои што веруваат во себе си, дека знаат, дека можат, независно од обвинувањата, дека вие ќе го имитирате Црвенковски, дали ќе има влијание Црвенковски врашто влијание. Знаете што?
Вие можете да имате почитување кон некој што е бил годишен лидер на партијата, ама тоа не значи дека тој ќе ги диктира агендата на партијата и дека вие ќе бидете под негов диктат. Социјалдемократскиот сојуз имаше многу големо почитување кон Киро Глигоров, да кажеме, и доаѓаше дури Глигоров на неговите конгреси како поранешен претседател на на државата. Меѓутоа морам да ви кажам дека Киро Глигоров никогаш не телефонираше, нити не се интересираше што е тоа што го прави партијата. Оттаму задржувањето на одредено почитување кон поранешниот лидер не значи истовремено дека вие се подредувате на неговата агенда или ги исполнувате, например, неговите желби по телефон, или вие сте теледиригирана партија од страна на стариот лидер. Дури и во политички партии, сега да не го зборувам соседството и така натаму, Бојко Рисов во кој што беше во партијата на Симеон II, комплетно води сосема различна политика. Дачич го спомнав, Ивица Дачич, кој што беше претседател на младинската организација на Милошевиќ, води сосема комплетна политика. Николич, кој што беше член на партијата на Шешели, кој што беше коалиционен партнер на Милошевиќ, води денеска сосема различна политика. Кога вие ќе освоите лидерската позиција, вие имате позиција и одговорност, меѓу другото, за она што ќе го предлагате, имате самостојност, и тогаш веќе со сосема сигурност никој не може вас да ви наметнува, затоа што вашата позиција ве прави самостоен, вашата позиција ве прави храбар и вие имате одговорноста за вашата политика, потоа одговарате на следниот конгрес. Не можете да се правдате ако сте прифатили сугестија од некого кој што ви се чинеле добри, ама потоа да се вадите него. Знаете, така ми беше речено. Тоа веќе во политиката не важи. Вие сега сте превземна одговорноста и ваша одговорноста како ќе водите политика. Има ли да има чистка со крилото на Црвенковски од новиот лидер во највисоките партиски органи? Знаете што за Социјалдемократскиот сојуз би било најдобро да она што го спомена и Сонја, да го зголеми својот обединувачки капацитет и својот коалиционен потенцијал. Напротив, јас мислам дека СДСМ треба да ја подигне летвичката на толерантноста кон политичките неистомисленици. На тој начин ќе демонстрира поинаква политика од она на ВМРО ДПМН. СДСМ, ако ја подигне летвичката кон своите политички неистомисленици, тогаш ќе го овозможи процесот на заедничко политичко размислување околу проблемите. Значи, он не треба да биде толку чувствителен на критиката, дури од надвор, дури од внатре. Социјалдемократијата бара, меѓу другото, вистина, да се промислуваат начините на кои што може да се победи одредена политичка структура. Ја често зборувам, ние сега наспроти себе, мислам, во Македонија имаме еден национал популизам, од другата страна, на кој што мора да му се спротивстави друг тип на политика. Социјалдемократска политика, која што апсолутно не на која што не е својствен национализмот, кој што од време на време се демонстрира низ различни политики на Социјалдемократскиот сојуз, па вклучително со оние коалицирања што ги правевме со ВМРО ДПМН. Трето, имаме еден конзервативен културен конзервативизам кој што ја враќа црквата од секуларна држава, ја правиме се уште со влијание, политичко влијание на црквата, па правиме со оние кампањи за спречување за абортусот, па ова трето дете, па положбата на жената враќаме во 19 век и така натаму. Социјалдемократскиот сојуз мора да се одлепи, мора да биде политичка алтернатива. И на крајот една неолиберална политичка економија или извитоперена неолиберална политичка економија која што води до масовно осиромашување на традиционалната средна класа во Македонија и истовремено од друга страна на богатење само на еден тенек слој на луѓе во државата. Ако СДСМ најде решение за овие клучни прашања кои што ги машат луѓето, јас мислам дека тогаш ќе биде на вистинска политичка алтернатива на она што сега и се случува на Македонија. И тоа е многу суштественото. Ако овие млади лидери се зафатат со решавањето на овие клучни прашања, тогаш мислам дека процедурата ќе биде многу поедноставна, затоа што и јас мислам дека меѓу нив нема да има таков тип на валкана кампања, она што се нарекува и така натаму, или што се клониски удари, од проста причина што од моето познавање на тој тим на некој начин и така натаму знам дека сите размислуваат на многу сличен начин во однос на тоа што е тоа што треба да се смени во партијата и како тоа да се смени во партијата. Тоа ќе бидат клучните димензии на едната насока на делување на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Колку близината со Црвенковски на Игор Ивановски може да му биде од корист, а колку хендикеп? Па зависи од тоа кои аргументи ќе користи Ивановски во неговата кампања за избор на претседател на СДСМ. Ако оди со тие аргументи, може да му биде и од корист. Самите рековте дека Црвенковски има се уште приврзаници во СДСМ, но мислам дека, познавајќи го Ивановски, мислам дека тој нема да се користи со тие врски, па и да прозбори на таа тема
тој научи многу од него. Значи Игор Ивановски ој е политички подкован доста, за разлика од некои други во СДСМ, не мислам тука на кандидатите, мислам на други структури. Има искуство и на меѓународен план, има искуство како пратеник долго, како шеф на пратеничка група, така што има тој да каже многу повеќе од колку да излезе да рече јас сум човек на Црвенковски, значи има многу повеќе во неговата политичка биографија отколку тие врски со претходниот, односно се уште лидерот во оставка Црвенковски. Мислам дека тоа е модел на дискредитација. Власта ВМРО-ДПМН ќе се обиде секој од идните лидери на СДСМ да го дисквалификува со тоа дека тој е човек на Црвенковски, дека тој нема да промени политиката на Црвенковски, дека тој е на некој начин послушник, не знам тамо диригиран од Црвенковски и дека тој всушност е виновен за сето она што го направи. Мислам дека секој од овие млади луѓе може да се ослободи од тој тип на етикета. Тоа е етикета. Знаете, порано како викат, постојат два начини за лепење на етикетата. Едната е вика ќе ја плукнеш етикетата па ќе му залепиш на човекот, а другото е прво ќе го плукнеш човекот па потоа ќе му залепиш етикетата. Кај нас постои во вториот начин. Прво ќе го плукнат човекот па потоа ќе му залепат етикетата и сега овој модел е всушност, знаете што, Игор Ивановски е имитација на Црвенковски, затоа што он е послушник на Црвенковски, затоа он едноставно не треба да биде во сите. Напротив, јас мислам дека секој од нив е доволно млад. Ако вие сте соработувале со еден тим, вие сте соработувале со Црвенковски, сте соработувале со Црвенковски на најлојална линија на која што требало да биде. Јас сум бил генерален секретар, сум соработувал со Црвенковски. Не сум мислел исто секогаш во Црвенковски. Да сум добил можност да бидам лидер, можеби политиката би ја водила и на друг начин. Според тоа, можноста да бидете лидер ви дава вас можност на некој начин да водите политиката на различен начин од оној период кога некој друг бил лидер на политичката партија. И мислам дека сите овие кандидати, од Кире Наумов па до Игор Ивановски и така натаму, не можете така едноставно да ги лепите, тие се продолжена рака на Црвенковски. Напротив, јас мислам дека дури и Бранко Црвенковски ќе посека практично тој тим да го види како самостојно делува и така натаму и ќе има возможност да ја водат политиката на начин на кој што тие имаат замислено и на кој што отприлика мислам дека се способни да ја водат. Тоа е клучната димензија и затоа велам дека